Така е, овој викенд се случува една интересна работилница, бесплатна, на која што сакаме да ве поканим и доколку сакате малку повеќе да навлезете во светот на гастрономијата или да доживеете едно интерактивно гастрономско искуство, тогаш дефинитивно патот треба да ве води токму на оваа работилница, која што всушност е насловена многу интересно наука во ученијата, молекуларната гастрономија од градината. И некако синоним за молекуларната гастрономија изминативе години е секако почитуваната професор доктор Јана Клопчевска. Јана, добро утро, добре ни дојде. За старт на новиот ден и новата работна недела, како сте? Одлично, кај вас во студио секогаш. Баш ни е драго. Баш ни е драго, да. Со Цеца евоцираме спомени од минатата сезона искуството во кујна и генерално успеавме некако да ја доближиме оваа тема до гледачите, што и вистина некако ми е ретка прилика, можеби преку вака стручен како тебе, човек кој што всушност и се бави со оваа, јас би рекол, и уметност на начинија, така што ако сте ја пропуштиле таа епизода, ја имате на нашата утринска телева, нашиот канал, ама овој пат ќе ги поканеме сите на бесплатна работилница и нека започне за многумина вака и летото со тебе и со наука и фина работа во една чинија. Да, ќе го започнеме и ќе го завршиме, можеби пошто почнуваат годишните одмори. А да, инаку претходната нели правевме многу интересни работи во студио. И тоа го се види, но овој пат никако работилницата што ќе се случува следниот викенд ќе биде повеќе за запознавање на луѓето кои што се занимаваат со, да речеме така, едно општествено одговорно предприемништво, кој што не знам колку слушнале гледачите и вие дека постојат парцели на другиот крај од градот, нели завршетокот на Нова Лисича, каде што всушност секој може да си има свој дел и да се нели сади своји производи. Збориме за зелената ботаничка градина, ако не грешам, така? Да, зелената арка. После ФФМ, односно му доаѓа така. Да, тоа е зелената арка. Овој пат иницијатори се и организираат работилница која што ми се чини дека е во соработка со швајцарската амбасада, каде што ќе прават фестивал, а тој фестивал ќе биде веројатно цело лето до септември. Некаде ми се чини дека до 20 и некој септември ќе гостуваат различни уметници, музичари на различни теми. Она што ние ќе го правиме со молекуларната гастрономија ќе биде многу интересно. Прво ќе ги запознаеме луѓето како од доле од градината со коренести растенија кои ние всушност ги користиме. Дали се микрогринс, дали се јадливи љубичици, јадливи цвеќиња кои што се тренд насекаде. Ми се чини дека ќе може и да пробаат еден мал дел учесниците, ама ќе биде многу интересно бидејќи ќе биде уметност од храната, како ние да речеме коренистите, како цвекло и слично користиме бојата, што сакаме да постигнеме, дека не е само таа храна едноставна, дека тој материјал што всушност се сади одгледува таму и го имаме на располагање, може и така да биде многу интересен и уметнички. Дека веројатно има многу повеќе намени од што луѓето во реалност ги употребуваат и ги знаат. Како функционира, Јана, зелената арка? Сега ме заинтересира. Секој би можел да си има свој простор таму, да си... дури како мали парцели си ги изнемуваат и си одгледува, да. И кој тоа го финансира? Сами се финансираат или има некаква субвенција? Мислам дека се плаќаше некоја мала партиципација, можеби месечна. Мислам дека не сум доволно сигурна за информациите, но можеби за следно некое гостување. Ќе се подспремиме. Или ќе ги поканиме во студиото баш тоа да го спомената. Овие кои што ќе бидат дел од работилницата, пожелно е да бидат од таму или може било кој едноставно да се може било кој да учествува, значи гледачите кои што им е интересно, нели кои што сакаат да дојдат и да посетат, да видат нешто ново, како храната станува и уметноста на едноставна, буквално може да дојдат со веројатно објава на социјалните мрежи на зелената арка каде што ќе потврдат присуство, бидејќи секако бројот е ограничен. Нормално. Јана, колку разбирањето на науката со Цеца велиме ние, твојата дейност е баш една наука што се вели во чинија, зад храната може да направи поздрави потрошувачи и подобри готвачи. Дали секој кој што е веж во кујна може да ги има тие, така да речем? Не секој што е веж во кујна, но секој што е доволно љубопитен и доволно му е заинтригиран или едноставно таа да му биде некој вид на предизвик, бидејќи тоа е нешто многу интересно што не е врзано со вештините во кујната, него е колку сакаш да се посветиш на тоа. Има техники кои што, да речеме, ги користиме во лабораторија, па се применети во молекуларната гастрономија и буквално широко поле треба на познавање. Не само од кулинарски техники, туку од како се менува храната на молекуларна аспект, да, својствата. Имам чувство дека треба да си многу неконвенционален и различен и автентичен за да некако бидеш
успешен уметник што се вели во оваа дејност? Па треба, мислам дека со многу ľубов да пристапиш. Ако постои многу љубов према таквото нешто, нема рецепт кој што не може да се направи, бидејќи јас сум гледала една позната шеф Мардукова, значи руски шеф која што 45 пати има направено јадливи балони додека не ги добие до посакување. Крајниот резултат. Да. Значи доволно упорна била и тоа ми е некако така како пример колку упорна и последното видео кое што го гледав на YouTube баш беше нака интересно. Сега го добив 45 пат. После толку време. Мора упорно за да се исплати секако. Јана, како би била замислена работилницата, да им подобјасниме на гледачите? Ќе биде тоа едно интерактивно гастрономско искуство, така споделивме. Од колку часот започнува, колку часа се предвидени да сите луѓе кои што ќе дојдат се занимаваат или истражуваат или експериментираат заедно? Ти ќе ја предводиш работилницата и веројатно сите насоки потребни ќе им ги даваш ти ќе ги водиш, но вака некои поинтересни аспекти кои што би можеле да ги издвоиме би биле? Јас буквално во последно време се трудам да ги водам присутните на сите настани молекуларната гастрономија, што всушност правиме, како е дојдено до тоа и што јадеме, интересно ќе биде. Сам дека и така интерактивно ќе ја водам работилницата, ќе има дел предавања, бидејќи сепак е работилница, каде што ќе поминеме теоретски дел, што значи како е дојдено до тука, што све сме користеле од суровини, некои позитивни примери, што стои позади храната, која од да речем суровините што можат одгледуваат во зелената аркан или во градините, ги користиме. И до тоа да може да пробаат нешто, да ја чувствуваат храната, да почувствуваат. Имам чувство дека сепак и работилницата не само што можеби ќе научи некое добро јадење или некои техники, туку и поинаку да размислуваат за храната генерално. Мислам дека и сигурно и тука постои еден основен фундамент во самата работилница. Да, оно што јас очекуваме дека ќе постои различно, да речам, присуство на луѓе или индивиди кои што знаат и кои што не знаат, очекуваме да биде интерактивно со прашања, бидејќи секоја работилница од ваков тип нас наноси малку или погоре во гастрономијата. Како не? Молекуларна гастрономија, имаш ли, односно, на самите твои почетоци, верувам дека си имала некоја цел или тенденција сето ова или тука да стане многу подостапно и веќе низ годините многу повеќе се слуша за молекуларната гастрономија, ако во светот и во рестораните е можеби на едно друго повисоко ниво, некако полека и во Македонија си го наоѓа патот. Мислам дека и се повеќе компаниите за корпоративни настани одбираат ваков тип на кетеринг можеби или начин на послужување на храната на еден малку поинаков аспект. Задоволна ли си во која насока тука кај нас се развива ова поле? Да, задоволна сум, бидејќи гледам во последно време дека има иницијатива и од другите, да речам, ресторани и слични да речам, не само рецепти, туку концепти да еве се гледаат. Мислам дека тоа е последица на социјалните мрежи, особено Инстаграм. Тој позитивен тренд. Баш тој позитивен тренд кој што ние го почнавме пред 10 години, мене ми е многу интересно дека сега после 10 години истите работи што почнав да ги правам на почетокот, сега се хит во светот. Никако ми е, тогаш имав онака буквално леле кога ова ќе се прифати да биде во секојдневната сфера. Сега е реалност. Да, сега е секој ивент малтene на било кој бренд, да речам, што проактивен или поактивен од другите, веднаш започнува со ивенти од таков тип. Да, ќе се сложи дека можеби според некои светски истражувања бојата, текстурата денеска го менува начинот на кој што ја перцепираме храната, дури би рекол дека повеќе ја јадеме со очите отколку што пред да ја вкусиме. Дека тоа е многу важен сегмент како ќе изгледа цела една наука. Сите сме веќе толку неизострен вкусот за храна што почнуваме нели да гледаме и како е сервирана. А во светот на науката постојат и тенденции, да речеме, да се оценува тој consumer experience behavior или однесување на конзументите, да се предвидува со AI во последно време и со некои други техники кои што, да речеме, на научниците во храната им значат, им даваат насока како конзументите каква храна сакаат и визуелно. Се повеќе се оди на сензорски лаборатории од различен тип. Се чини дека ние сме во припрема да ја отвориме на факултет сензорската лабораторија, која што ќе биде прва веројатно во Македонија. Имаш чувство дека можеби македонската традиционална кујна денес подлежи на некаква современа научна интерпретација, на која што може да се обликува и некако, не знам, да се игра со неа?
Мислам дека секако таа настаната како е последица на поднебието историски како се одвиле работите, но да, може да подлежи на една научна, да речеме, одредена обсервација. Како што е спомена, да речем, на некој начин твојот мотиватор, господјата Русинката, така беше? Да, за балоните. Мардукова. Дали такви некои можеби сериозни експерименти може да се направат со македонската традиционална кујна? Па ми се чини дека ние во 2018 направивме пена од ајвар и од сирење и беше тоа првата шопска салата во Епровета. Во Епровета? Да. Мислам дека и на нашиот Инстаграм профил. 2018 рече? Да. Да, баш и така речеш пред 8-10 години. Па ми се чини дека 2018 постои фотографијата на Инстаграм профилот, баш тогаш ја ставив, но бев пресрекна дека успеавме така шопска салата во Епровета да направиме. Многу интересно Браво. звучи, а веројатно и за вкус привлекува. Јана ја спомена вештачката интелигенција и бидејќи ова е нели цела една наука, колку тука таа помага или одмага во ситуацијава? Помага затоа што може да се предвидат. Дали се ја користите? Како ја користиш ве може би ти? Јас се користам за припрема, да речеме, за мене, за одредени ивенти, за одредени рецепти, може би да ми даде, меѓутоа не ми помага многу во однос мене лично, но помага во однос на конзументите. Значи на другата страна за која што ние, да речем, постоиме, затоа што може да се предвидат вкусови, текстури, бои, што сакаат од прилика, да се предвидат микробиолошки загадувања евентуални, значи тука прво и започна незината примена во храната. Тоа е многу добро затоа што одредени работи можеме да ги предвидиме унапред. Јасно. Да. Дали и нината на гастрономијата, бидејќи спомена ти дека живееме во свет на преголема конзумација од секој аспект, ќе ја создаваат можеби само врвни кулинари и готвачи, или ќе биде можеби резултат на се поголема соработка помеѓу готвачите, хемичарите, биолозите и така натаму? Ми се чини дека ќе биде соработка, бидејќи во последно време гледаме, и така ќе биде во иднина, нема да постојат професии со граници, ќе имаат професии без граници, Без но кога без лимит, кога тие ќе се повеќе профили ќе бидат всушност заедно, тоа ќе достигне најголем ефект. Мене ми се чини дека ние треба да имаме, да речеме, еден шеф заедно со еден технолог прехранбен, кој што ќе даде, да речеме, или food scientist, или научник за храна, кој што ќе даде еден врвен резултат. Да, и мора да забележам дека надпреварите во хотелиерството, помеѓу молекуларната гастрономија генерално многу во моментот доминира. Имав прилика да бидам сведок на едно такво шоу. Минатата година, ќе ти излажам, стануваше збор за некој турски врвен готвач. Добре. Не можам да ти кажам какво шоу направи со добра музика, мислам во еден од хотелите, да речеме во Турција, практично како да е дел од агендата и возбудата кај туристите. Сака да го гледаат шоуто, генерално тоа што го нуди вашата дејност. Јас мислам дека и натака ќе се движиме во шоу, бидејќи последните не е само готвење, веќе. Да, не е само готвење. Последните два евенти, мисля, че Скопје и Битола, така ми беа распоредени, значи беа буквално шоу. И од присутните беа многу добро прифатени. Сакаат луѓето да слушнат, сакаат да ги водиш кроз тоа што јадат и да, и да слушнат и да видат нешто ново и да вкусат апсолутно нешто можеби познато, но сервирано и добиено на еден малку поинаков начин. Јана, има ли интерес од студентите за вакво нешто? Се интересираат ли младите? Морам да кажам дека претходните години имаше повеќе интерес. Како се движат следните генерации, повеќе се сконцентрирани на data science, на маркетинг, сакаат да работат на социјални мрежи, да некако ја менуваат професијата. Дури и тие што студираат прехранбена технологија, имам чувство дека сакаат нешто, да речам, друго да работат. Но доколку... На што сметаш дека се доложи тоа? Па ми се чини дека не е на тенденцијата како се движи времето, дека сакаат повеќе да имаат полесна работа, да речеме, меѓутоа за да работиш во кујна или да ги правиш овие настани треба многу љубов. Труд, моки, љубов, се, мислам, треба сите атрибути да ги прикажеме, не многу упорност, љубов и интеракција со луѓе, сакање да бидеш присутен, да водиш, да речеме, едно шоу или да им објаснуваш, да им посветиш внимание. Да го спомена Битола, спомена Скопје, веројатно се обидуваш да си присутна
во многу градови од Македонија, бидејќи вакво нешто заслужуваат се разбери и помалите градчиња или овие информации да стигнат до што поголем број на луѓе. Има во најава некои други можеби работилници летово кои што ќе бидат во Охрид можеби, не знам. Или Во Охрид има некоја идеја, меѓутоа осам Битола немаме друга најава, веројатно таму ќе продолжат да се движат настаните, така да осам тој град не сме имали иницијатива од други да организираме. Обиди или експеримент за охридското макало, например, да се добие на некој поинаков начин? Одличен стартер. Одличен стартер би бил Како би го послужило? за рецепти. Па ми се чини дека би го послужила или во форма на реверзна сферификација, значи големи сфери топки кои што пукаат во устата и буквално се распрскува целиот тој вкус на охридско макало, или би го послужила... Опа се не слушате колку апстрактно вас звучите некога. А јас си го замислам, веќе си го доживувам на некој начин, добро? Да, како јадлива свиќа која што ќе се запали и ќе се растопи на лепчето или така нешто. Тоа е са првично да замислам. Што ви значи научник во химија. Ете тоа ми го носи професор доктор Јана Клопчевска. Со цитите прашавме дека тоа ќе не биде некако и за окружување на емисијата. Веројатно тебе да ги исцрпиме последните, да речеме, критериуми апропо за храната и летото, што ни советуваш, што да се конзумира, која е соодветната можеби температура која што треба да ја имаме за храната дома, што не треба да се стави во ладилник, што може да трпи во текот на летото надвор во собна температура, што би препорачала? Па многу малку продукти може да трпат собна температура која што имаме сега, бидејќи стварно е претопло, но е вака еден најсовет интуитивен. Микроорганизмите сакаат топло и влажно. И размножување тука се случува. Тоа е идеална средина за нив, ако ги оставиме на да речеме, ајде кај нас не е толкава процентот на влага, но не знаеме и секојдневно не го мериме во просторијата, така да препорачувам се да се држи во ладилник, дури и леп. Мислам, јас имам често навика да биде леботи во ладилник, но не да не се оставаат продуктите на собна температура. Што најчесто грешат луѓе во кај нас за време на лето? Не знам дали грешат луѓето или јас во последно време приметувам дека храната има многу пократок рок. Бидејќи тоа се должи на некои други промени во позадина кои што доаѓаат од зимјата па нагоре, мислам до полупроизвод па готов производ. Ме интересира бидејќи во минатото јас познавајќи ја мојата баба па и нашата да речеме домашна кујна, верувам дека ќе се најдат во разговорот дека не ги миевме доволно можеби зеленчукото, што денеска подлежи тоа нели да оди во сода, бикарбона, да исчистиме така натаму, бидејќи погледнав пред некој период дека имало најава за жал на салмонела кај лубеницата, дури дека и лубеницата треба пред да ја пресечеме, бидејќи со ножот како ја сечеме да се исчисти така натаму. Практикуваш и препорачуваш секој зеленчук и овоше да биде добро претходно? Па да, би требало да е добро измиен, бидејќи такви крос-контаминации не би можела таа салмонела да биде внатре присутна, ако не е дојдена од некоја крос-контаминација, дали од вода, дали од земја, од некаде дошло до допир со некој друг медиум, каде што имало салмонела, или е чувана неправилно во неправилни услови со месо или други продукти или било каде, ако е во продавница, нели во мало продажба или голема продажба. Така да треба да се внимава, бидејќи буквално може да дојде во летниот период највеќе во дотруења, тие да речам ресторански труења, ортикари и слично се многу чести. Од овие причини? Да, од овие причини. Сосема за крај, кои се топ 3 продукти кои што Јана ги користи во летото, споминувајќи лубеницата? Со експерименти во кујна? Јас сум фан на диња. Да, некако лубеницата, не знам зашто ми е доста шеќер има и не дека дињата нема, меѓутоа еве јас сум повеќе љубител на диња. Можам да кажам од овошјето да речам, а од останатите суровини многу сакам грчки јогурт и така чија со грчки јогурт со вајлем освежително. Да, освежително тоа ми. Супер, Јана, ти благодарам. Избегнувам тешки, да речам, храни и ми се чини дека треба да се избегнува и ресторани во овој период. Во овој период. Не дека мислам да не ме сватат погрешно сопствениците на рестораните, но многу треба да се работи на правилно чување на храната. Јасно, со оглед на тоа дека има и како и да е масновниот туризам и кај нас присутен во текот на летото, па веројатно што повеќе чини да се изработат, можеби нема да се внимават нели свежа храна, што повеќе свежа, да, и да се внимава со салатите, зелената особено салата, еве сакога сме кај зелена арка, нели? Да. Зелената салата предпазлива многу.
Јана, ти благодариме што ни ја донесе темата и веќе поканиме со Цеци уште еднаш на 11 јули следниот да викенд. си дојдат, да се пријават оние кои што се заинтересирани по социјалните мрежи, ќе го најдете настанот и сите се како детали за тоа што се ве очекува токму на 11 јули. Јана, со Јана ќе ви биде и повеќе од забавно, тоа Да. не се сомневаме. Бидете Ти сигурни. благодариме многу што утрово ги одвете првите часови од денот Ние сме да ни поддржувачи дојдеш на во твојата Уклинската. дејност. Ако е за вас, или со задоволство станувам, ви благодарам на поканата. Благодариме.